Danke. Bravo. Еще не заслушаешь. Поблизу микрофон. Ова за то без ни една капка молим те повтори го. Се слушна ли съм? Не, грешиш. Повтори го. Еве ќе кажам. Значи, работехме заедно околу 40 години. Меѓу нашите односи не се јави ни една сраданка. Значи, стално сме биле окей. Во иста 1975 година завршиле специализација заедно. Јас во март, тој во септември. Значи, сме врсници. Во исти ден станавме примариуси со над 20 печатани трудови. Ти со твоите позитивни амбиции, доктор Климе, стигна до доктор на науки. Аплодис ви молам. Заедно славихме одине во третко доба, во пензија. Во памтиш сигурно. За нашата слуша работа не би сакал да го теретувам, затоа што Климе кажа све и за сите други работи што требаше да ги кажа. За твоите приноси во Црвен крст, за работа како хроничар на Глас Друга и други работи уште, нека кажувам ви на сите. Драги Климе, бидеме уште долго, со добро здравје и уште бидеме активни како и досега. На крај поздрав до твојата Милка, која што многу те поддржуваше и патеше. Те благодариме, докторе. А сега ја молам и повикувам докторката Николина Доброводски, педиатар, да ни се обрати. Повелете, докторки. Почитувани и драги гости, пријатели и сограѓани, ми представува посебна чест и задоволство вечерва со вас да го обележиме овој многу важен настан, прославувањето на 40 годишниот јубилеј на проектот Струга 1983 година, која всушност представува една лонгитудинална, проспективна, мултифакторијална студија за растот и развојот на децата и здравствената состојба на децата од Струга и Струшко од нивното раѓање па се до адолесценција. Автор на овој проект и главен реализатор и координатор е почитуваниот доктор примариус доктор на сциенција Климе Матовски и неговиот тим, кој го сочинуваат повеќе доктори, од кои, нашалост, некои не се повеќе меѓу нас, специјалисти по педиатрија, школска медицина, медицински сестри и други медицински персонал. Во една прилика го запрашав доктор Климе од каде му е тој ентузијазам, таа енергија, таа сила да го работи сето тоа, а тој ми одговори онака како што само тој знае и уме, дека извор на сето тоа е огромната љубов кон децата и желбата за подобрување и унапредување на квалитетот на животот на секое дете. И навистина, во оваа студија е вложен голем труд, максимален ангажман,
огромна љубов, неуморна работа на целиот тим. Во оваа студија, доктор Климе сигурно поопширно ќе ви каже, беа опфатени повеќе од 20.000 деца, што мислам дека навистина представува една импозантна бројка. Децата беа редовно следени, контролирани, прегледувани во детското советувалиште при медицинскиот центар Струга и почитуваниот доктор Климе е еден од основоположниците на тоа советувалиште. Заедно со тимот кој што работеше заедно со доктор Климе Матовски. Ова советувалиште работи во при медицинскиот центар Струга и многуте пунктови и подрачни амбуланти на теренот, каде што беа редовно повикувани децата на редовните контроли. Исто така, денес во детското советувалиште, по патеката која ја трасираше доктор Климе Матовски и неговиот тим, чекорат нови наследници, други млади лекари и сестри, кои работат многу пожртвувано, совесно, посветено, стручно и со истиот тој ентузијазам, љубов кон децата што го наследиле од доктор Климе Матовски. Во истото тоа советувалиште денес доаѓаат некои нови деца, што би рекол Балашевиќ, неки нови клинци, заедно со своите родители, од кои некои беа дел од 20.000 испитувани деца. На крај да кажам дека Струга треба да се гордее и мислам дека се гордее што ве има вас, другите лекари, педиатри и другите здравствени работници кои постојано бдеат над здравјето на најскапоценното нешто на еден народ, на едно општество, детето. Ви благодарам многу, доктор Климе. Благодариме, докторке. А сега ве молам да го слушаме обраќањето на инженер Зоран Павловски Зоко, член на големиот тим IT, работници, информатичари, кои многу години сесрбно беа вклучени во остварувањето на овој голем проект. Господинот Зоран беше во последен момент оправдано спречен и лично да биде вечерва со нас. Па затоа јас добив задача да го прочитам текстот што синоќа ни го испрати како мейл документ. Добар ден, почитувани. Многу жалам што во последен миг ми искрсна сериозно оправдани причини да не можам лично да присуствувам на овој величествен чин. IT проектот што произлезе од личниот труд на доктор Климе Матовски е изработен од поголем тим IT стручњаци во компјутерскиот центар на Македонски железници. На моје големо задоволство во еден дел од изработката учествував и јас. Пред да се вклопам во истиот, го водеше сега за жал покојниот Димче Бегинов. Кога влегав во проектот, тој веќе беше во фаза на внес на податоците од картоните, анкетните листови за секој преглед посебно и за секој дете од илјадниците посебно. Јас затекнав околу 60.000 уредно внесени прегледи. За секој дете и за секој преглед имаше по 2 полни екрани со податоци. Повеќе години, анкетните листови беа 2 пати неделно праќани до нас и тоа на чуден начин со автобусите што секојдневно сообраќаа на релација Струга-Скопје и обратно. Откако ќе се внесе во нашиот систем, ги враќавме во Струга, пак по редовните автобуси. Беше вистинско чудо, како доктор Матовски успел да организира толку убава транспортна мрежа и тоа сосема на доброволна база. При таков масовен внес, можностите за пропусти и грешките беа големи. Затоа, прва работа со која се зафатив беше програмската контрола на сите податоци, а нив ги имаше во огромен број и огромен вид. Откако тоа го приведовме кон крајот, излезе друг проблем.
Огромниот компјутер го викавме лекторски мозок, а персоналните PC компјутери се уште ги немавме. Почна да застарува и откажува, и веќе немаше поддршка од серверите. Висеше изненадно откажување, престаток на работа на големата машина, а тоа значеше катастрофа. Губење на податоците, неподвратно. Затоа направивме едно радикално, спасоносно решение, а кое пак во меѓувреме стана практично можност за добивање на првите персонални компјутери. Значи, направивме трансформирање на податоците за PC компјутер. Ова беше многу рискантен потек, но сепак и неопходен, за да можеме спокојно да ја продолжиме работата што допрво ни предстоеше. Ние го решивме проблемот, но големиот борец, ентузијаст и целосен влюбеник во работата, доктор Климе, ќе почека и ќе продолжи со испраќањето анкетни листови, трчајќи по автобусите за Скопје, а нашите луѓе од Скопје кон Струга. Ќе поминат неколку години за и тој секако со лични средства да си го купи својот персонален компјутер. Сега веќе беше се полесно. Податоците се внесуваат дома, во седиштето, во според мене и многу други компонентни луѓе, најсовршеното детско советувалиште во Македонија. Бидејќи новата технологија суштински се разликува од мејнфрейм машината, проектот повторно го репрограмиравме одново во друг програмски јазик и друг тип бази на податоци. Во оваа огромна работа ни помогна некој пријател на доктор Климе. Ова бараше многу време, но на крајот беше успешно реализирано. Според тогашната технологија, касните 70-ти и рани 80-ти години на минатиот век, проектот работеше во околината. Освен максималната сигурност, се оствари можност и за онлайн внесување на податоците, директно на местото каде што се создаваа, односно во советувалиштето, паралелно со прегледот на детето. Со времето се поновите технологии не оставаа на мир. Брзо се менуваа работите. Та ние моравме пак да извршиме репрограмирање на проектот во видно со околината, односно со сосема друг тип база на податоци. За среќа, оваа IT околина се задржа подолго време и се користи дури и ден денес. До моментот додека јас работев на проектот, во базата имаше околу 130.000 прегледи. Ваква база е енормно голема. Како втора фаза од проектот беше листање и статистики кои пак неколку години ќе изработуваа моите колеги начело со инженерот Симе Шетенски. Сета работа се одвиваше според целосната замисла, потреба и инструкции на нашиот доктор, кога го сметавме како вработен во нашата организација. Сите ние, овој несогледливо голем и секако прв пионерски потват, и тоа на ниво на нашата земја, но тогаш и во рамките на Југославија, бевме само IT поддршка. Успехот на овој проект од информатички аспект се дължи на неколку факти. Проектот беше замислен и рачно, а сосема прецизно изработен од страна на нашиот доктор, што пак овозможи успешно да се информатизира. Цело време, многу години, се работеше тимски, секој од нас во својот ресор на работење. Репрезентативниот примерот на испитување, пак за чудо, е 100%, односно патени се сите деца со сите систематски прегледи, односно преку 25.500 деца. Овој проект беше и се уште и ќе биде далеку пред времето. За жал, а ова морам да го нагласам, несватлив за многу фактори во нашата држава, но се чини, тоа е судбината на авангардата во општеството. За крај, може би ќе позвучи нескромно, но сета работа, сиот труд, сите години, сите тимови заедно со нашиот доктор се одвиваше на сосема доброволна мисионерска неплатена работа. Работа од љубов за доброто на сите деца. Искрен поздрав до сите присутни и честитки за големиот доктор Климе Матовски од Струга, инженерот Зоран Павловски доктор. Ова беше се лесно и убаво, држи се, докторе, сега да се покажиш. Сега е испитот пред толкав голем аудиториум, кој што треба да проценат направил ли човеков нешто или само го фала. А јас ќе се обидам. Би молел сега за ова светлово, Никола.
Ќе се обидам на најкраток можен начин да кажам што на вистина